нашата Цвета Динева, пред се пријател на утринска Антилма, нам пријател и ваш, со тоа што тоа го прави ревносно и секој пат останува агилна на сите предизвици животни наши пред се, за да направи конкретна и промена. Чинам дека тоа е еклатантен пример за една поинаква нова табула раса, кога веќе говоревме со Елена како треба да ги промениме некои работи, да вртиме кон нас себе си и така натаму, бидејќи вистина, освен храната, генерално холистичкиот пристап, негувањето кон себе е можеби нели вистинското нешто, така што се надевам дека утрово кога нашиот почитуван актер Радо Лексовски, говорејќи за својата нова представа која што ќе има нели на 11 овој месец, кога кажа доволно е утрото го започнеме првото отворање на очите да кажеме благодарам што сум жив здрав, а потоа нели да почне денот, па и со наредовна наша гастрономска гимнастика. Така што еве многу куси, неколку убави предлози ќе ги дадеме и во овој период есенски, бидејќи таа вели секој пат дека нели треба да ги внесеме тие наши хранливи материи преку овој случајот и есенските плодови. Кога ја прашав Цета што да готвиме, таа вели денеска есенските плодови за една есенска гозба убава, така што убави деликатеси пристигнуваат од нашата Цвета Динева во ова издание на Оброкот на денот. Многумина што те следат го знаат дека се вистина еклатантен пример за она што се вели промена конкретна и со тоа да ги направиме можеби тие мали суптилни промени кои што значат живот. Добро ми дојде. Добро те најдов. Па фино. Значи, да си започнеме со денот. Да си започнеме. Есенва треба да си ја почитуваме, да си ја сакаме и да уживаме во неа, иако нели малку и ќе ни пристуди, и облачено, и не знам какво. Ама што кажа детево, да му се радуваме на утрото и да се заблагодариме на Бога што имаме уште едно ново утро и дека ќе ни биде уште подобро од вчерашното. И тоа е тоа. Да. Значи, голем придонес во однос на лачење на добри хормони, хормони на среќа, серотонини, допамини, ендорфини и така натаму, голем придонес дава и храната што ја конзумираме. Број 1 тука е општо земено овошјето. Овошјето има шеќери кои се прекурсори на лачење на хормоните на среќа. И голема грешка прават оние кои држат одредени диети и велат, овошје никако, има шеќери, штетно овошјето. Со кој памет мене не ми е јасно, но за жал има такви трендови и посебно женската популација се фаќа како стапче за спас на такви некои навистина небулози. Токму така, небулози. Јас пак ќе нагласам, во сите 4 сезони во годината, во сите 365 дена во годината, треба овошјето да ни биде присутно на дневно ниво. Свежо овошје, сочно овошје, како сега во есен, знаеме, јаболкото си е примарното овошје, тука збор да нема, и се друго што можеме на зелените пазари како овошје да најдеме свежо, сочно, да си го купуваме. Не мора во не знам какви количини, јаболкото е ефтино сега, на вистина. 40 динари килограм, секој може тоа да си го купи, да си го има дома, како викаат, едно јаболко на ден, доктор е заборавен. Заборавен, апсолутно. Мислам, многу неблагодарно ќе биде прашањето до тебе. Ако те прашам, кој е еден конкретен есенски плод секој пат ти мириса на детство, на некоја носталгија и што ти е обавезно? Јаболкото ќе биде? Не, дефинитивно јаболкото. Да? Неспорно. Јас дома не знам што да имам овошје, и грозје, и крушка да имам, и слива да имам. И ако немам јаболко, немам ништо. Немам ништо. Тоа е првото нешто, број 1 за мене. Кога сме кај... Би требало секој да го почитува и сите нешто велат, кој ќе изедам јаболко, ме боли желудникот, стрпи се 3 дена, јади го јаболкото и пи вода со јаболкото и касни некој оревче, бадемче. Може да предизвика. Со него, сите тие што имаат болни желудници, детектор е јаболкото. Ензимите од јаболкото детектираат нездрав желудник. Фактички, оштетениот желудник го чисти оној оштетен дел и прави нов филм. Ама за тоа треба 3 барем дена. Да помине, не барем, тука некаде, 3 дена. Отприлика. И веќе четвртиот ден, јадеш јаболко, а не чувствуваш никаков проблем. Напротив, ден за ден, бенефитите си ги добиваш. Од летото како што ни е шарено, нели полетно и така натаму, убаво кажа, есента има едно прилагодување, меланхолија и така натаму, и препоставам дека од бројните клиенти кои што ги имаш секојдневно нова сезона,
Еве ти кажав и зад камерите дека и во моето блиско обкружување имало доста клиенти кои што си ги имала, помагаш апсолутно, нели, особено ќе кажам и за похронично заболени луѓе. Што е прво правило кога ќе влеземе во светот на Цвета Динева? Искрено. Прво правило е да го почитуваме возот. Во вода секој ден, овошје секој ден, за зеленчук секој ден. Влези во тоа е воз, влези во возот да патуваш во животот не само долго, здраво, енергично, среќно. Верувај ми, ден без вода, ден болест. Ден без овошје, ден болест, ден без свеж зеленчук, ден болест. Значи, што има лошо и не нормално во тоа, во секојдневието да имаме од овие три фактори. Ништо не гледам неприродно, ништо не гледам што не би можело да се прифати, па така живееле во село. Што да не правеле софри на сабајле, не знам какви. Оделе на поле со себе ропни јабуче, некое зеленчуче, што дае околу 12 сат во зенит, кога е сонцето, без разлики и да нема сонце, меѓутоа летно време дефинитивно го има. Ке седнеле, ке ропнеле некој леп подвршник, правен во, нели, оние во дворот што ги имале фурни, таков леп тврд како камен, со маја зафатен, без квасеци, без адитиви, без ништо, со кромиче, со лукче, нешто крц. И тоа било се до вечерта кога ќе се седне семејно на една софра, од една тава со орис или гравче или што да е. Чиста работа. И тоа е тоа. Значи, и се уште важи едно правило, Цеце. Само извини, дефинитивно, што побргу се вратиме на природата, тоа побргу ќе излезат од нас дефинитивно болештините или ќе се минимизираат оние болки што се имаат при хронични заболувања и така натаму. Зошто не сваќам луѓето, не го почна денот со едно овошје, со една вода, без лимон, јас без лимон пијам, ама јадам задолжително некој овошје пред се јаболкото, како прво овошје во денот. И каснувам во овој период од оревите со јаболкото. Нека посебно популација што е повозрастна, нека се свестат дека на сабајле не треба да пржат јајца, мајца, нема против јајцата ништо и јас ги јадам и така натаму. Не им е местото како старт на денот. Да дадеме енергија чиста од сабајле, таа чиста енергија ќе ми овозможи јас да бидам со отворени очи, да ми работи ова овде пред се, да ми работат раце, телото да ми работи, умот и емоциите. Како што реков, овошјето се шеќерите од овошјето се прекурсори на хормоните на среќа. Ке се сложиш дека подневието никој нека не апсолутно. Нека никој не свати лично на што, нели, ќе споменам често да кажам нашата средина е навикната на сими погача и најмрсните работи наутро. Ако нека бидат после јаболкото. Значи прво да ги имаме овие. Нека бидат после јаболкото, ништо друго не велам. Значи прво дајте утринското чаша вода, Бог дал вода. Еве сега гледаш колку мака имаат во Тетово. И пред некој ден бе во Тетово, да ти кажам, и ми се пожалија луѓето, вода немаме. Да се чудиш под шара град да нема вода, но тоа се други теми за разговор. Вака сега, бидејќи есен полна и со суви плодови, тука нашата урма е свежа, не е сува, но еве една брусничка тука е сува, да речеме. Полна е со суви плодови, со јатките им е сега периодот, ореви, бадеми, лешници, нели на пазар се продаваат. Еве јас денеска сакам, сите сакаме по нешто јако да каснеме, благичко јако во есен, затоа што дава тоа силна енергија и ни го топли телото и на тој начин правиме еден баланс со надворешните ниски температури. Сега, не значи тоа дека треба да едам чоколади, не знам, секакви сладки во кои има ем шекер, ем емулгатор, ем се и се што не е природно, едноставно не е природно. Предлог за брза подготовка на десерт денес и друг пат сум го кажувала, но никогаш не е. Секој пат е добро убавите работи да се повторуваат, нели? Повторувањето е мајка на знаењето. Вака сега, урмата е носач на овој рецепт, да речеме, и на мојот YouTube канал исто така може да се најдат рецепти за здрави сладки, слободно да се направат, имаш сладко кое ти прави кеф на душичката, а и на телото, и никакви нус негативни појави. Молам. И брзо подготовка. Ова е таан, еве го, таанот.
ве молам што повеќе да го користите тано. Танот е благодет невиден за нашето здравје. И во солена, и во сладка варијанта, денес е во сладка варијанта. Да, често пати си го користел и во салати, така што тоа е маџун? Ова не е маџун, ова е засладувач или сироп од урми. Меѓутоа може и маџун да биде, може и мед да биде, се исто. Јас одбрав овој пат дека урмите ми се тема и да биде се во знакот на урма. На урмата. Прекрасно. Еве го засладувачот е од урми, значи уште малку ќе додадам, не многу, да не направиме многу калории. Без разлика што ова здраво и се, сепак треба да има мерило. Да имаме мерка на количината. И ова е едноставно и просто какао. Ако ми те прашам, што е тоа што ја прави есенска трпеза посебна бој, вкус, чувство на прибраност, на топлина, мислам дека сите тие работи, ама така е. Гледај сега што ќе се случи, што добиваме со составување на овие три состојки. Имаме значи 3 состојки таан, какао. Еве го. И за сладувач овој пат е сирупот од урми, а инаку пак ќе кажам може да биде маџун. Ова идеален намес за лепче. Идеален. И затоа донесов и лепчиња. Но ние сега ќе ги полниме урмите, веќе има тука готови од дома што ги приготвив. Да, тоа ќе го дегустираме со задоволство. Па и ова, сега што го правам, и убаво е по тоа да се отстои во фрижидер. И ја зимам, значи, урмата, еве вака, и ставам од овој крем, да речеме, кој што е исклучително здрав. Урмата, како плод, е спомната во Библијата, во Куранот. Да. Значи, овошје кое што... Да. Овошје кое што не е случајно влезено во Библијата, туку се има зошто. Пребогато со на се што е потребно на нашиот организам. Не знам дали знаеш, првите олимпици што трчале маратон од 42 километри, значи го трчале со тоа што во тие 42 километри по некоја урма, ама од оние кралските урми, да, и пиеле вода. И толку, тоа било. Значи, за да издржа такви тешки предизвици спортски. Така е. Значи, урмата има фантастични шеќери врзани со фибри, со растителни влакна. И тие растителни влакна, бидејќи се присутни, шеќерот во крвта стои на едно фино ниво, не рипа нагоре, туку се држи во една нормала и плюс вода кога се пие, нема, значи, опасност од качување на тој шеќер во крвта. Луѓе кои што имаат диабет, што имаат инсулинска резистенција и така натаму, може да си ги јадат урмите без никаков проблем, во комбинација со ајде уште некоја, па ќе ставаме оние другите состојки, да речем. И може да си ја користат урмата како храна без проблем. Една урма, 2, 3 во денот, па може и до 5-6 урми возрасен човек. Јасно. Во рамки на денот, но не наеднаш. Така, не наеднаш да се... Нема реципроцитет никако. Така. Еве сега го ставам. Затоа што сепак што велиш, си имаат тие доста шеќери, треба да се внимава. Еве го ставам сега и ова, кажи го, оревчето. И уште малце од кремчето. Се пази, ова е десерт. Една ваква и доста е готова. Кога збориме ние нели за граница, тоа би било. Мелените ореви оди овде. И сега за украс една вака да речеме брусница која ќе даде малку свежина на сето ова. Фантастично. Ја иначе рендам тука кора од лимон, од портокал, да биде посвежичко и така. Да има цитрусно малку, така што велиш. Така, малку свежината да дојде од тука. Прекрасно. И оп, да го соберам овде и сега во кокос малце, нели може? Да се идвалка малце и да. И толку. И еве го. Супер брзи и закуски и за гости што се вели што му дојдат, ова е значи посебно со кралските урми кога се прави, нешто врвшо да ти речам. И што добиваме ние овде сега со ова што ќе го изедаме? Значи добиваме од урмата и од сирупот од урми убави шеќери, добиваме убави фибри, добиваме витамини, провитамин А, значи каротеноиди имаме, антиоксиданси, имаме Б комплекс, буквално сите можни витамини, а тоа подразбира што
храна која што смирува, храна која што е храна и за мозок, има и фосфор. Фосфорот исто така е стимулатор на работа на мозокот. Така да урмата како плод, можам да кажам, може да се користи во многу заради решавање, не решавање, тоест припомагање во одредени здравствени состојби. Кај мажи што имаат проблем со тестисите, кај што ги напаѓа кадмиум како тежок метал, значи би препорачала и за плодност исто кај мажите, по, да речем, 5 до 6 урми на денот да им бидат како една доза, заедно со бразилски орех во комбинација. Тој пак има селен. Како комбинација се компатибилни, вкусно е. Мислам, тоа е многу битен момент, тоа што го конзумираш да ти биде кејф да го јадеш. Да некој пати не мора рибиното масло, не ти дава кејф, ама некој пати не е вкусно, да, така е. Околу и селенот и бразилските орех треба и тука малку да внимаваме, нели, со дозирањето. Од 3 до 4, зависно од телесната тежина и така натаму, за да не се предозираме, секое предозираност во однос на било што не е баш корисно. Така да и селенот ако се предозира, знае да биде токсичен. Така да со внимание да. Потоа урмата е фантастична за нашата кожа, за нашите коски. Содржи минерали како што е магнезиумот, содржи и калциум. Но, кога говорам сега за калциумот, од растителниот свет, највеќе калциум има кој? Сусамот. А што е таанот? Така? И сега, пази, ние правиме десерт кој што? Ни чува коски, стимуланс на мозокот, кожата, ноктите и така натаму, тоа да не правам муабет, регулирање на холестеролот и на триглицеридите. Го јадеш овој плод, да речеме, и овој десерт, ова не е плод, ова е десерт, кој што ни придонесува за многу здравствени моменти, аспекти. Спортисти, нели, одат да вежбаат, интензивен тренинг, да речеме. Ово им е закуска пред и по. Пред и по, еве ти нешто што може да ги задоволи сите потреби на организмот во однос на тоа колку енергија се истрошило за време на вежбањето, колку не само енергија, нели, и психичка исцрпеност е тоа, поготово ако се надпревари во прашање и така натаму. Изискува повеќе енергија спорт. Точно така. И еве нешто што навистина ќе ги задоволи потребите за да се направи рехабилитација комплетна и на телото, и на духот, и апсолутно на се. Одлично. Од ова ќе искористиме цеце и за препоставам дека и за лепчињата. Сега и за лепчињата, па да, имаш право. Сега можам лепчињата да земам да ги намачкам. Имаме уште некоја минута тама. Ова е нешто што го препорачувам на родителите, на бабите, дедовците, кои што сакаат да им направат нешто убаво на децата. Природен еурокрем. Па, ова е да, природни такви, нели, намази што се, не емулгатор, нити ништо. Без гуснувачи, без што се користат. Со тоа што, значи, таанот ќе го нагласа, може во комбинација солена да се направи со што? Со сенф. Таан и сенф, кога ќе се измеша, добиваш една цврста структура. Хомогена убава? Значи, хомогена убава, додади малку маслиново и ќе биде полизвен. Како дресинг на салатка? Не само дресинг, да, тука додаваме и цедено лимон, и водичка и се. Ама намаз се добива феноменален. Кога јас тој намаз си го открив самата на едни великденски пости, бидејќи не јадам масло тогаш, и викам, чека, ќе измешам малку таан, малку сенф. Оп, леле, убавина. Абе, што да ти кажам? За душа. И сега тој рецепт стои и во моите програми за исхрана. Значи, таан и сенф. Едно од... Не се знае кој е покорисно. Дали таанот, сепак таанот, ќе речем дека е покорисан, или сенфот. Значи, да се користи таанот, еве, мојот сопруг користи таан и мед со години. Значи, комбинација таан со мед како нешто што е подкрепа на бустер на имунитетот и бидејќи тој сака повеќе сладки работи и му задоволува потреба за јадење на сладко. На благо, да. Да, на благичко.
Прекрасно. Значи, таанот не е скап, таанот навистина може секој да си го дозволи да си го земе дома да го има. И јас, знаеш ли како поинаку го користам таанот? Готвам, например, манџичка и на крај, за да ја згуснам, нели не ставам запршки и такви работи, и за да ја згуснам манџичката, ставам едно лажиче сенф прво, мешам манџата, па ставам лажиче таан. Оп, манџата. Збориме сега и грашоче ако си правиме? Грашоче, боранија, не знам, леќа, не знам, графче. Ставете лажиче таан, лажиче сенф. Не менува многу структура? Не. Добро. Ајде баш ќе го испробаме. Не реков лажица, реков лажиче. Лажиче. Значи, лажица и лажица има на разлика. дозите треба малку да внимаваме. Сега тоа зависи и од вкусот, да ти кажам право. Значи, сега мојот апел што е? Што повеќе овие здрави состојки, плодови да ги користиме во секојдневието, апсолутно во секојдневието, ќе имаме огромен бенефит на вистина. Прекрасно. Таанот е нешто што си заслужува и било присутно цело време. Таанот, леблебијата, да речеме, морам тука да ја спомнам, односно од леблебија оној хумус направен за мерак. Така е, на аутот, да. Така да, еве, замолувам овие состојки да си ги имате дома, да си ги применувате во секојдневието. Прекрасно. Ќе добиете навистина бенефит во однос на здравието, во однос на еден нормален живот без оглед на возраста, без оглед на тоа дали имате некој здравствен проблем. Таанот оди буквално кај секого. Ама пак ќе кажам со внимавање. Урма. Секој еден може да јаде урма. Не постои некој што би рекол тука забрането урма. Не. Затоа што има цитрусите не се секаде дозволени, да речем. Јасно. Кивито не е секаде дозволено. Ама буквално урмата е дозволена кај секој еден во исхраната да биде на дневно ниво присутна. Зошто да не? Прекрасно. Не се скапи. Урмите навистина не се скапи. Како не? Едно цело пакување до 100 денари што се вели. 120-30 денари една кутија свежа урма. И тоа е тоа. Зошто да не си ја имам дома? На дофатна рака, за да ако ми се јаде нешто сладкичко, си ја земам како такво, но мој совет е задолжително со некој бадемче, лешниче. Тие се скапи, ама не се јадат повеќе од 30 грама на ден. Дневно. Тоа е 18 денари дневно. Еве 20 денари дневно. Па што е тоа толку? Збориме за инвестиција убава за здравје. Скапо е, па ја не ти викам пола кило ореви да изадеш денес. 30 грама толку се 18 денари. Сме завршиле работа. Така да. Прекрасно, ова издание на оброкот на денот токму со нашата Цвета Динева, ова нема да биде последно, сигурно ќе направиме уште едно есенско, доаѓаат и празниците, постите, така што ќе ни биде таа присутна во... Меѓу другото и за пости, ова душа си дала. Идеално. Ти благодарам, те прегрнам за ова искуство, секогаш како една лична приказна е претпоставам, ама се надевам дека оваа баш топлина и срдечност ја донесовме денеска на фреквенција на Телма телевизија. Цвета Динева ја понатаму останува редовен дел од нашиот оброк на денот. Ве поздравуваме.